Отец Антонио, кажете ми какво е значењето на Велика сабота, но и на Великден, утрешниот празник за православните верници? За нас православните христијани овие денови се големи, имаат многу големо значење, затоа што ние сме во исчекување на Христовото воскресение, нашиот најголем и најрадосен празник во православието. Вчера прославувавме за Христовото погребение, денес веруваме дека Господ Исус Христос на денешен ден бил со телото во гробот, меѓутоа со душата во адот или во пеколот, и тој таму им проповедал на покојните, меѓутоа и го победил сатаната, и со тоа всушност со воскресението Христово ги отвора портите на рајот. И токму поради тоа со Христовото воскресение секој човек добива можност за вечен живот, секоја човечка душа нели по смртта има можност да се всели во рајот или пак во Царството небесно. И токму поради тоа за нас луѓето, за човечкиот род општо е од големо значење овој празник, затоа и го сметаме за најголем празник Христовото воскресение. И бидејќи денес е тежок и голем ден, ние се трудиме да бидеме во тихување, во мирување, во молитвена атмосфера, да бидеме со некое молитвено расположение, да си дојдеме во храмот, па дури да сме во домовите и било каде, едноставно да се трудиме што помалку да зборуваме, што помалку да правиме гревови, а што повеќе да се одадеме на молитва, на пост, бидејќи е денес тежок ден, се пости нели без масло, само на вода, и се препорачува и според каноните што помалку да се јаде и да се внесува храна и пијалок, и токму поради тоа едноставно да бидеме во воздржание и да бидеме во мирување, да го очекуваме она што ни доаѓа, тоа е огромната радост за воскресението Христово, и токму поради тоа треба да бидеме будни, спремни и да си го дочекаме радосно Великден. А каква порака вие како отец ќе испратите до сите оние кои што го празнуваат Великден? Па како и нашиот Спасител Господ Исус Христос, јас секогаш се трудам да упатувам апел за љубов, порака за љубов, за солидарност, за помош, за добри дела. Значи едноставно верата без добри дела е мртва, и токму поради тоа мора да правиме постојано добри дела, да си помагаме едни на други. Ако сме веќе вистински христијани и Христови следбеници, ние мораме да си покажуваме љубов едни на други, да се сакаме еден со друг и едноставно да си помагаме во било која ситуација, и кога ни е добро и кога ни е лошо. И токму поради тоа јас би порачал да се сакаме, да си пружиме помош и секогаш да бидеме едни покрај други, затоа што само така ќе покажеме дека сме Христови ученици и следбеници. Антонио, јас ви благодарам. Благодарам и вам за многогодишни празниците.